Корона кризата ги намали приходите во општинскиот буџет на Гостивар. Реализацијата на буџетот во првата половина од годината е околу 45%, што според одговорните за финансии во локалната самоуправа е задоволително ниво. Сепак пандемијата резултира со пониска наплата на даноците и таксите, а недоаѓањето на печалбарите е удар плюс врз јавните пари. Зашто ние секој ден правиме анализи кои се плановите и која е реализацијата, значи влијаело негативно кај граѓаните, едно што таке и нашите луѓе што работат надвор, значи не се дојдени, а ние секоја година гледаме, значи овие 2-3 месеци најголем износ на реализација и кај даноците и кај комуналните такси. Ова година имаме намалување во тој смер. Најголем процент на реализација на буџетот во првите 6 месеци има кај дотациите од државата и кај кредитите. Значи, од консолидиран буџет имаме планирано 1.112 милиона, имаме реализирано над 500 милиона, што значи на процент е 45%. Во основниот буџет имаме околу 42%, во самофинансирање имаме 45%, кај дотациите имаме најголем процент на реализација, што ни идат средства директно од буџет на Република Македонија и кредитиве ни се над 82%, значи 82,72%. Се очекува негативните економски ефекти од корона кризата да се чувствуваат уште долго. Полнењето на општинскиот буџет во делот на самофинансирањето ќе зависи од финансиската моќ на граѓаните и инвеститорите. Ако се наплатат побарувањата, општината ќе има и плюс пари за капитални инвестиции, оценуваат од секторот за финансии. Очекуваме и чекаме граѓаните да дојдат и да ги плаќат своите обврски, зашто кога гледаме нашите побарување и нашите обврски, значи повише имаме побарување него обврски. Ако тоа се реализира 100%, значи доаѓа до тоа дека имаме и чак и резервни средства за планирање на капитални инвестиции. Кварталниот извештај за буџетот на општина Гостивар ќе се најде на дневен ред на седницата на Советот, што ќе се одржи следната недела.